во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Усвоени кварталните извештаи за работа на општината и јавните предпријатија. $30 милиони денари финансиска помош за општината за изготвување на урбанистичка планска документација. Охридските пожарникари со симулативна вежба го одбележаа денот на пожарникарите. Нови дојави за бомби во повеќе од 100 училишта низ Србија. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро во текот на денот сончево и топло време со пораст на дневните температури на максимални 24 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон сабота ведро и потопло. Во сабота на североисточна Европа облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветар. Во останатите делови од Европа времето претежно сончево со локална облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре времето претежно сончево и топло. На северот полуостровот умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 27 до 31 степен Целзиусов. Во Македонија во сабота свежо и потопло утро со пораст на утринските температури кои ќе бидат од 4 до 12 степени, а во текот на денот сончево и потопло ветровито време. Максималните дневни температури утре во Македонија од 24 до 32 степени со висок УВ индекс со вредност 8. Во Охрид во сабота свежо утро. Во текот на денот сончево и топло време со североисточен ветер. Минималната 9, максималната 25 степени. Во недела и понеделник во нашиот град ќе има претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици и локални услови за појава на невреме. Минималната од 13, односно 11, дневната 23 степени. Во вторник претежно сончево со локална облачност и температура до 25 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Аре, ги крена рампине? Абе, неам, знам дека во Кармен рампи ги имат кренато за цел град. Зашо ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Кога ре? На 20 и 21 мај. Кармен Бау центар со голем настан на 20 и 21 мај и безброј изненадувања. О, дешавка, шо толку многу попусти? Јадење и пијање без пари, да бе, чути не кажбе никому. Големи попусти дури до 40% на брендовите како Бекамент, Bosch, Revolt, Stanley, Swiss Chrono, Maracci, Velux, Grafite, Berto и многу други. Не пропуштајте да не посетите. Можеш ли? Ако не можеш, турни го за пивцето. Рампи кренати! Попусти колку сакаш. Јадење, пијање без пари. Ова го има само во Кармен Бау центар. Појдите на дружба на 20 и 21 мај.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Градските избраници ги усвоија кварталните извештаи за работа на општината и на јавните предпријатија. Советниците имаа спротивставени ставови околу реализацијата на програмите на општината. Заеднички став имаа за финансиски спас на јавните предпријатија. Советниците ги усвоја извештаите за работата на општината и на јавните предпријатија во првиот квартал. Градските избраници имаа спротивставени ставови околу реализацијата на програмите. Од опозицијата укажа на недоволна реализација на одредени програми од работењето на општината. Живка Ангеловска, координаторка на советничката група на СДСМ, ги наведе големите разлики меѓу програмите од 20% до програми без реализација. Ги наведе програмата за енергетска ефикасност, капиталните инвестиции во средното образование, детската заштита. Потврлање има во вкупната реализација на основните општински буџет, кој изнесува 17%, вели Ангеловска. Од овие 17% на реализација во буџетот, во најголем дел се содржани трансфери за извршени работи кон јавните предпријатија, трансфери по јавни повици на невладини организации, на здруженија на граѓани и трансфери спрема спортски клубови. Доколку се одземат овие трансфери, тогаш овој квартал би завршил со многу помал процент од сега постоечкиот процент од 17%. Перчо Божиновски, координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН, не го дели мислењето на колешката од опозицијата, со оглед дека се работи за првиот квартал извештаите реализирани во овој период може да се дефинираат како успешни, вели Божиновски. Досега се реализирани 200 милиони денари или околу 19% од вкупниот буџет. Реализираните програми се на задоволително ниво. Тоа е доказ дека е донесен реален и остварлив буџет, вели Божиновски. Ги набројува програмите за системот за водоснабдување, реализиран со 24%, 20% реализација на програмата за јавна чистота. Позитивно ги оценува и извештаите за работа на јавните предпријатија. Кога станува збор за извештаите за работа на јавните предпријатија, се гледа посветената работа на раководствата во вакви услови и во многу кризи, навистина успешно тие се справуваат. И она што може да го заклучиме дека е видлива нивната јасна визија на самите раководства, на менаџерскиот тим и покрај зголемените трошоци за материјали, енергија, резервни делови, ситен инвентар, плати, секако поради три главни причини, а тоа е законот за минимална плата, зголемувањето на цената на нафтата. Охридските советници зазедоа заеднички став за подобрување на финансиската состојба на јавните предпријатија. Се предложи јавните предпријатија да направат анализа на состојбите и подготовка на антикризни мерки. Исто така да се формира координативно тело кое ќе сугерира кратење и заштита во работата на јавните предпријатија. Советниците ги усвоија и предлог одлуките за изготвување на урбанистичко-планска документација за неколку охридски села. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски во врска со постапката за изготвување на урбанистички план за крајбрежјето кажа дека Министерството издвоило 30 милиони денари финансиска поддршка за општина Охрид за изготвување на урбанистичка планска документација. Најпрвен би сакал да потенцирам дека има јасно утврдени критериуми и законски процедури како може да општината, еве дали е тоа Охрид или било која друга општина, пристапи кон постување на плажи и тоа е согласно изработен валиден урбанистички план или урбанистичко-планска документација, доколку се наоѓа во рамките на генералниот урбанистички план. И за таквата процедура и постапка согласно новиот закон се изработува урбанистички проект кој што нема ни потреба да пристигне во Министерството или во владата, така што општина Охрид или било која друга општина која што има таква потреба, има таква можност согласно генералниот урбанистички план и планот за управување со УНЕСКО, нема никаква потреба ниту да пристапи кон владата за било каква согласност, можат сами да си ги изработат тие планови и да донесат такви урбанистичко-плански документации, после што следува постапката која што се води согласно законот за градежно земјиште за издавање на тие плажи со јавна лицитација и оглас на краткотраен закуп од 1 до
5 години и таа постапка исто така се води во општина Охрид, би се водела во општина Охрид и од овде нема никаков застој од страна на владата. Она кое што конкретно ме прашувате во однос на урбанистичкиот план за целото крајбрежје, тој се работи во Агенцијата за планирање на просторот, а она кое што го направивме за доброто на Охрид, на нашиот најзначаен туристички центар, обезбедивме 30 милиони денари за изработка на овој урбанистички план. Се изработуваат сите подлоги кои што се потребни и Министерството ја предаде постапката во Агенцијата за планирање на просторот, каде што се изработува, но и се усогласува со УНЕСКО, заради тоа што тоа е специфична планска документација која што мора дополнително да се усогласи со УНЕСКО и доколку сметаме дека треба да го зачуваме статусот на УНЕСКО, таквите документации мора внимателно да се изработат и усогласат. Се поништува јавниот повик за субвенционирање на општински линиски превоз. Поради утврдени пропусти во правилникот за субвенционирање на општински линии превоз на патници на подрачјето на општина Охрид, а постапувајќи по препораки издадени од страна на Државниот завод за ревизија, во извештаи о спроведени ревизии во насока на транспарентно, економично, ефикасно и ефективно трошење на буџетските средства, се поништуваат јавниот повик за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид и неговата измена објавени на официјалната веб страна на општина Охрид. По донесување на нов правилник од страна на формирана комисија ќе биде подготвен и објавен нов повик за субвенционирање, информираат од локалната самоуправа. Охридските пожарникари со показна симулативна вежба го одбележаат денот на пожарникарите. Статистички гледано во Охрид годишно се случуваат од 390 до 420 интервенции. Пожарникарите апелираат граѓаните да бидат посовесни и одговорни. Во Охрид се одбележа денот на пожарникарите. По тој повод беше презентирана показна симулативна вежба, извлекување на повредени во тешка сообраќајна несреќа. Па најкритични места се обично овие сообраќајните незгоди, каде што има повредени лица за кои секоја минута на излекување е многу битна, се работи за живот. Статистички гледано, во Охрид годишно се случуваат од 390 до 420 интервенции. Опресет на летото и сушниот период, пожарникарите повикаа граѓаните да бидат посовесни и одговорни. Овој период немаме некој поголем интензитет на пожари, посебно говорам за пожари на отворен простор, бидејќи вегетацијата веќе е зазелената, меѓутоа во наредниот период се очекуваат статистички изминативе години пожарите се движат горе-долу, значи се уште на истата е бројката, приближно. Не се води толку евиденција, значи апелираме, ево јавно апелирам денеска од ова место, од пожарната, од нашиот дом, да внимава да не ги палат страништата. Најкритично место за интервенирање е стариот дел на градот поради тесните улички и сокаци каде нема пристап на противпожарните возила. На градот му е потребно помало мобилно противпожарно возило. Ризично подрачје за нас лично за делување е стариот дел на градот со културни вредности, знаменитости кои се непроценливо значење. Се надеваме дека во блиска иднина ќе се набави едно мало возило со кое би се олеснила работата, барем на тој потек од градот. Во Охрид има 38 пожарникари. За комплетирање на службата недостигаат уште 6, бидејќи се покрива и територијата на општина Дебарца. Во поглед на опрема, преку проект на UNDP набавени се десетина удела и шлемови за шумски интервенции. И градоначалникот Кирил Пецаков со честитка до нашите пожарникари. Со огромна благодарност за вашата работа, храброст, пожртвуваност и професионалност, ви го честитам 20 мај, денот на пожарникарите. Вашата хумана работа е од непроценливо значење за нашата заедница, бидејќи вие се изложувате на тешки и опасни ситуации, а многу често во опасност ги ставате и сопствените животи во заштита на граѓаните и нивните имоти. Ви посакувам многу успех во извршувањето на вашата благородна професија, напиша Пецаков. Дел од улиците во Струга во недела ќе бидат затворени за сообраќај од 8:30 до 11:30 часот поради одржување на манифестацијата Трка на поезијата.
За сообраќај ќе биде затворен потегот од кружниот тек на улицата 15 корпус, односно кај пливалиште, улицата Партизанска до Еврохотел, од кружниот тек на улиците Маркс и Енгелс со Партизанска до кружниот тек кај полициската станица и кон Чаршискиот мост, информираат организаторите. Од јавното предпријатие Екоструга пак информираат дека на денот на одржување на трка на поезијата нема да се наплаќа паркинг. На годинешната трка под слоганот "Трчаме, рецитираме" пријавени се околу 1000 надпреварувачи, атлетичари и рекреативци од земјава и соседството. Сообраќајна несреќа на улицата 7 ноември и кривична пријава за вршење јавен превоз без лиценца. Следува билтенот на СВР Охрид. Вчера попладне во 16 часот и 20 минути во СВР Охрид било пријавено дека на улица 7 ноември мопед со охридски регистарски ознаки управуван од лицето ДТ 19 годишен од Охрид удрил во пешак СШ 53 години од Охрид. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобиле возачот на мопедот и пешакот, констатирани во јавната здравствена установа Свети Еразмо Охрид. Увид на местото извршила екипа од СВР Охрид. СВР Охрид поднесе кривична пријава против правно лице со седиште во охридското село Долно Лакочереј, против собствениците и управителите ИВ и МВ, како и против НЈ, возач во правното лице, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, вршење јавен превоз без лиценца. При контрола извршена на 8.5.2022 година, полициските службеници на улицата Питугули во Охрид сопреле автобус со охридски регистарски ознаки, собственост на правното лице управуван од пријавениот НЈ. При тоа констатирале дека тој нема лиценца за вршење јавен превоз на патници во внатрешниот сообраќај издадена од надлежен државен орган. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Пријави за бомби во повеќе од 100 училишта низ Србија. Наставата ќе се одржува онлайн, пишуваат српските медиуми. Училиштата ќе ги информираат учениците и нивните родители за начинот на организирање на наставата и враќање во училишните клупи, велат оттаму. Дојавите за подметната направа стигнале на адресите на е-пошта на неколку основни и средни училишта во Србија, соопшти Министерството за образование на соседната земја. Заради безбедност на учениците, училиштата го информирале Министерството за заканата и полициски екипи се на терен, се додава во соопштението. Медиумите подсетуваат дека ова е продолжение на дојавите за бомби низ Србија. Пред 2 дена бомба била пријавена и во клиничкиот центар во Војводина по електронска пошта, но немало потреба од евакуација. New York Times објави нови видеа за кои тврдат дека докажуваат дека руските сили убиле најмалку 8 украински затвореници на 4 март во Буча, недалеку од Киев. Москва постојано ги негираше извештаите за злосторства за време на окупацијата на градот. New York Times додава дека Руското министерство за одбрана и за надворешни работи не одговориле на новите барања за коментар на новите снимки. Едно лице загина, а 4 се повредени во престрелка во Чикаго, соопштија денеска локалните власти. Портпаролот на полицијата изјави дека престрелката се случила синоќа околу 22 часот и 40 минути во северниот дел на градот. Другите 4 лица кои се повредени се префрлени во локалните болници. Нивната состојба варира од сериозна до критична. Полицијата не ги соопшти имињата на жртвите и нивната возраст, а засега нема информации за позадината на пукањето, како и за осомничените. Мајмунските сипаници се ретка вирусна болест која на луѓето се пренесува од животни и се јавува првенствено во делови на Централна и Западна Африка во близина на тропските дождовни шуми. Болеста е слична со големата сипаница, има поблага клиничка форма, но сепак може да заврши со смртен исход, односно во 3 до 6 од 100 од случаите. Периодот на инкубација е вообичаено од 6 до 16 дена, но може да варира од 5 до 21 ден, зависно од патот на трансмисија и начинот на експозиција. Се пренесува преку телесните течности, рани на кожата од заразено лице или контаминирани предмети. Преносот може да се случи и преку плацентата од мајка на дете.
Заразувањето од човек на човек се случува поретко, но во последно време поради намалената вакцинација против сипаници. Преносот од човек на човек од 6 се зголеми на 9 последователни случаи. Годинава во мај, повеќе случаи на мајмунски сипаници идентификувани се во повеќе земји каде не е очекувано да го има вирусот, како САД, Велика Британија, Канада и други. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Довидување!